Добар ден, почитувани колеги. Јас сум професор доктор Тихомир Стојановски. Предавам сценски говор и техника на глас на Факултетот за драмски уметности и со големо задоволство, предизвик и радост предавам и јавно говорење на вашиот факултет. Накратко го имаме ова видео обраќање поради настанатата состојба со вирусот корона и еве се прилагодуваме на методите на учење на интернет и ќе ви дадам краток вовед за говорот на тлото на Македонија. Ова е првото видео, а второто ќе биде за тоа на кој начин ќе се полага и што ќе се работи во предметот. Значи, човекот од најраните периоди на своето осознавање, науката дискутира за тоа дали е на почетокот бил гласот или зборот. Знаете, тоа е интересна приказна, дали првим била кокошката или јајцето и колку време за нас тоа прашање не е толку важно. Ние зборуваме за гласот на човекот, како звук, како нешто што доаѓа од материјалното, влегува во душевното и заминува во духовното. Значи, човекот е тело во кое е населена душа, на кој е вдахнат дух. Има еден интересен предавач на говорот, јапонски мајстор на но театарот, Јошио Ида, кој работел со познатиот светски режисер Питер Брук, тој вели гласот на човекот е врска меѓу земјата и небесата. Многу добра дефиниција. И што всушност ние сакаме со нашиот глас, да се сокриеме или да се откриеме, е добро прашање. Ќе ви кажам исто еден интересен пример. Дете родено со глуви родители и глуви браќа и сестри, значи има моќ на говор, доаѓа време за да оди во училиште, одбива да зборува. Знаете, сега вие сте наред, логопедите, значи прави сомилост, емпатија со родителите, со браќата и сестрите кои се глуви, наглуви, и тоа одбива да зборува. И доаѓа кај вас, и вие сте логопедот и треба да чукнете на неговото срце. Знаете, гласот покажува што има во човекот. Бојата на гласот открива дали сте вие здрави, дали сте заљубени, колку книги сте прочитале, дали сте радосни, дали имате духовна сила, и по тоа ќе познаете како некои луѓе можат да зборуваат со часови и да ги слушате внимателно, да ве смируваат, да ви пренесуваат пораки кои сакате да ги примите, да ги разберете. Благо ве милуваат или ве тераат на промена. По Аристотел не имаме катарза. Ќе видите нешто, некој глас ќе слушнете, ќе видите представа, да одбивате да живеете како порано. Значи, зборуваме за научната, како да речеме, образовната улога на гласноговорникот, на театарот, на тој што зборува. Човек застанат напред е гласноговорник, тој зборува јавно, тој зборува пред луѓе, тој пренесува порака. Значи, гласот е дел од нашиот внатрешен живот. Имаме друг феномен, луѓе кои имаат пелтечење, застанување во говорот. И вие ќе се соочувате со такви работи. При пеењето не пелтечат. Тоа покажува дека пеењето е некаде, ако е чувствениот проблем, стравот што го доживеале, материализиран во телото, например. Зошто тогаш во пеењето го нема? Значи, тоа е на некое повисоко ниво. И мислам дека песната е врска меѓу телесниот дел од нас и она што сме ние како душа и срцето. И затоа таму, веројатно, чувствената блокада која е материализирана во телото, во проблемот на изговорот, не се покажува. Значи, вие знаете, имаме феномени во театарот, Рој Харт театарот, човек кој можел да отпее 9 октави. Имаме техники на глас, на вокал, каде што со пеење се пука чашата, или може да се усмрти слон, бик лав, на одредена далечина. Значи, силата на гласот може да биде оружје. Доскоро ги учев моите студенти дека нашиот глас се формира од врвот на прстите на нозете до темето на главата, но потоа влеговме во некои други сфери. Например, ние го нарекуваме телесен глас, имаме душевен глас, значи поискрен глас, внатрешен глас, молитвен глас, како да го наречете,
кога со вас добивате сила и се поврзувате, она што Јошио Ида го кажува, со силата од небесата, со нашиот Создател, но тоа е интересна приказна. Имаме духовен глас. Например, познатите пејачи, ние го имаме Тоше Проевски, кој пееше со еден глас и се поврзуваше со една сила, со Божја сила, со силата на љубовта. Знаете, тој тогаш излегува од телесниот глас и се поврзува со еден повисок степен на гласност. И имаме тема духовно зборување, каде што размислуваме за тоа што зборуваме и како тоа се материализира. Затоа работиме благослови, како еден момент кој поттикнува. Но да се вратиме сега кратко, зашто е важна Македонија, една име кое се појавува на целиот македонски полуостров, кој се именувал така, се именувал до 27. март 903, додека султанот со декрет не забранил, бидејќи го бунтува народот на Бостанија. Во Македонија е врзана со словата. Митскиот македонски цар Орфеј им ги дал словата на македонците и тракијците. Значи, неколку коти. Македонецот Пиер го вовел култот кон 9 музи во антиката. Пеонката, неговата жена, значи Пеонија смени ове горен дел тука на Македонија, Куманово, Скопје, Кратово, Пробишти. Знаете, Пеонката му ги родила 9 керки, кои се всушност 9 музи. Го имаме Аристотел, втемелувач на ораторството и говорната школа. Позната дефиниција од него: ако ја зборувам вистината, ќе ме намразат луѓето. Но ако не ја зборувам вистината, како ќе излезам пред Бога? Добро прашање. Например, исто така Аристотел, односно Еврипид, има една интересна дефиниција: уметноста ги врамува општествените конфликти на своето време. Значи, човек исправен на сцената во јавноста е однос кон општеството. И затоа јавното зборување, она што ние го учиме, треба добро да размислите што зборувате, како зборувате, кому му зборувате и каде завршува вашиот збор. Дали тој пренесува порака на љубов или порака на омраза, посебно што вие ќе добивате луѓе кои се затворени и ќе треба да чукнете на вратата на нивното срце, како она дете што одбива да зборува, и да му речете: јас сум логопед. Значи, имам една задача таму, зошто сакам да станам логопед, чукам на твоето срце, можеби ќе треба да му запеете, да го гушнете, да види жив човек. Потоа го имаме апостол Павле, повторно во Македонија го носи живиот Божи збор. Потоа ги имаме свети Кирил и Методија и свети Климент и Наум, кои исто така со Божја помисла како молитвени војници на Исус Христос ја носат глаголицата, односно кирилицата, што денеска голем број од светот, половина свет пишува на неа. Ние секако тука го имаме Свети Климентовиот универзитет, имаме Кратовската Лесновска препишувачка школа. И Македонија навистина има многу поети. Ние го имаме дактилот на Хомер, левите и десните дактили, тоа се метрички стапки рам пам пам рам пам пам, кои денеска ние ги играме во македонските ора. Секоја македонска современа песна почнува со дактилот. Значи, левите и десните дактили за одврзување и заврзување. Тоа зборуваме за исцелителната улога на театарот. Додека, например, во албанскиот јазик е својствен јамбот, како и во бугарскиот. Во грчкиот имаме пеони, во српскиот трохеот можеме да го имаме и во македонскиот, како и јамбот, како во охридските песни де спина ке ја грабаме и така натаму. Значи, Македонија има врска со словата и ние денеска треба да учиме како да го ослободиме својот глас, како да зборуваме чувствено, како да допреме до некое туѓо срце кое има проблеми во изговорот или проблеми со говорот, како да го гушнеме, да му покажеме дека го љубиме. Љубовта отвара многу порти. И работиме исто така еден текст од апостол Павле, кога ќе дојдат време за задачите, кои ќе ви покажам, за љубовта, кој е универзален текст и кој можеби не подсетува зошто сме дојдени овде, зошто сакаме да бидеме логопеди. Значи, праксата и тренингот подразбира чувствено ослободување на гласот, ослободување од чувствени блокади, запознавање на нашиот глас
Ќе ви покажам и неколку вежби за освојување на просторот со гласот, гласовен тренинг, основен гласовен тренинг, гласовна имагинација, беседништво и индивидуални работи. Разликата меѓу пеење и зборување, каде завршува песната, а почнува гласот, каде завршува гласот, а почнува песната. И тоа е еден, вежба, предавање, тренинг. Ова ќе биде единственото практично предавање. Нашите часови ќе се одвиваат на Вибер. Поделени сме во две групи. Овој предмет го предава исто така и професор доктор Валентина Божиновска. Ќе ви покажеме, ќе ви пуштиме број кои студенти се кај мене, кои се кај професорката. Тие што сте кај мене, ќе го гледате ова видео и на Вибер ќе ги снимате, односно во живо ќе одиме, ќе ви покажам вежбите, ќе имаме по еден контакт со сите, ќе се поделиме на 2 или на 3 групи, исто тоа ќе се договориме. И се надевам дека овој интересен период кога секој човек треба да се затвори самиот со себе си, веројатно од страв дали ќе преживее, дали ќе му се случи нешто. Едноставно, ако сте вие логопеди на векот, ќе можете да им покажете на луѓето дека не се плашите, дека знаете да љубите, дека знаете да ги прифаќате различностите, дека навистина сакате да бидете во служба, во една благородна служба, да ги учите луѓето зошто им е даден говорот, дали да се пизмат или да се благословуваат, и да размислуваат дека секој збор што е изговорен е тргнат кон нечие срце и прашање на момент кога ќе фати корен. Затоа е добро да се размисли што јавните личности зборуваат. Ево овде ќе го завршим ова прво обраќање. Во второто видео ќе ви ги објаснам принципите и начините на полагање и вежбите, овој предмет е повеќе практичен, што секој од вас треба да направи, и се надевам дека како и со претходните генерации ќе останеме пријатели во зборот, но не само во зборот, туку и во срцето. Останете ми во мир, благословени и исполнети со љубов.